честно свештенство, во Христа дјаконство, верен народ на Христовата црква. При една ваква велелепна иницијатива за продуцирање на филм, кој што во експлицитни облици ќе ја искаже антиномичноста на два концепти. Иако велам два концепти, сепак едниот ниту може да биде попречуван од другиот, ниту пак оној вистинскиот, обдарен изобилно од Светиот Дух, може да дава цензура на другиот. Туку го остава да се развива, бидејќи неприкосновен принцип на создавањето Божјо е изборот, односно слободната волја. И ова, како што реков, велелепна идеја има свој зачеток, своја иницијатива уште од времето на мојот претходник, неговото високопресвештенство митрополитот Јосиф. Благочестива идеја, подкрепена во се од свештениците, од авторите на филмот, кој што еве умешно и со многу автентичност во својот избор на сцените, задоловување на оној што реков спротивен концепт на вистината на постоењето, на екзистенцијата на човекот, сакаа да го прикажат. Благодарност до сите учесници, до целокупната продукција, режијата и техничката поддршка за остварување на оваа филмска проекција. Како што реков, антиномични не можат да бидат овие два постоечки концепти, бидејќи никој и не успел да противречи на богочовечкото дело Христово. Иако хронолошки и историски безбројни се обидите, нападите, да се допре до она што би можело да ја разори постоењето на црквата Христова, бидејќи само по себе е неразрушлива, бидејќи совршеноста на изборот ја покаже и при распнувањето самиот Господ Христос, кој е аголен камен на црквата, поставен меѓу столбовите 12 апостолите и меѓу мноштвото на секојдневно новокрстени, кои што во црквата имаат функција, како што вели светиот апостол Петар во првото негово послание, во 5 глава, дека народот е царско свештенство, генос еклекту на грчки, избран народ, Василеос иерафтема, царско свештенство кое што не може да му се одземе. Иако школското богословие љубоморно си ги зачува улогите и функциите, сепак е тоа Божјо право, дадено на народот да биде царско свештенство. Јас ако би се обидел да навлезам во идејата, во предметот за продуцирање на оваа филмска проекција, може би и нема да направам грешка. Меѓутоа, посуштински ќе се објасне оваа идеја, доколку сепак не
не се однесувам игнорантски, но дескриптивно да опишам што значи да се биде надвор од вистината. Бидејќи така наречените бајач или режисерот на филмот, како што го избрал терминот чародејание, не може ниту диалектички да се опише, затоа што нема избор на формулирани дефиниции, за разлика од црквата, која што во текот на своето постоење избрала многу формули, многу дефиниции, номоканони, евлогиони, требници, молитви систематизирани преку трудот, подвигот, аскезата на светите отци. Пишувана преку, како што вели рамноапостолот Свети Јован Златоуст, пишувана преку дарот на Светиот Дух, живеена и испитувана преку опит што не е рационализиран, за разлика од овој другиот концепт. И ако речам дека кога народот влегува во црква, прво што бара е некаква рационализација, дури и оди до таму, дури екстремно постапува, се соблазнува од секоја постапка што првично се дава на секој што влегува во црква. Се гледаат постапките на другите, се гледаат грешките на другите, не се практикува себепознанието, за да се дојде до спознание на природата на стварите и да се дојде до себеспознание, кој е основна и особен предуслов за богопознание. Напротив, во црквата се гледаат дали постојат некаква рационализација. И дури ако не постои, тенденција е да се измисли. Но сите овие окултни нешта што ги создаваат бајачите, иако реков, ова не може на двете тези да се споредуваат, бидејќи се неспоредливи. Едното зборува за рационализација, а другото за неракотворно постоење на црквата. Бидејќи црквата преку крштението на секој нов член се вградува како жив камен, како жив орган во самата црква. И овие два антиномични концепти не би можеле да се споредуваат, ниту пак би сакал да тргнеме кон некоја диалектичка цензура на оној другиот концепт. Сепак, како што реков, ако ретроспективно се навратиме на старозаветното поимање за народот, за Божиот народ, за неговото царско свештенство, за епитетот што му е даден од устата на Семојтниот, од устата на нашиот Создател Творецот, ќе видиме дека тој Творец не опоменува, например, во Апокалипсисот, во Откровението, каде што се вели дека црквата во Тијатар дозволи да таа биде управувана од пророчица. И таа опомена не санкционирана и нема да остане несанкционирана, бидејќи знаеме и какви се и пораките од Апокалипсисот. Меѓутоа, пак реков, ретроспективно ако се навратиме на свештенството, на царското свештенство што е дадено на народот, ќе видиме дека единствено, бидејќи во Стариот Завет преовладувал тоа дека од едно колено, од левитското колено, се избирале свештеници, оние што биле во скинијата и во светињата на светите.
Меѓутоа Христос не било тоа колено. Знаеме дека Христос е од Давидовото колено, Господ наш и Спасител. Ниту пак апостолите имале свештеничка служба, туку тие не биле поврзани. Дури пак знаеме дека иницијативата за царското свештенство не е левитска идеја, не е левитски концепт, туку Бог избрал да народот служи на Господ во целина, бидејќи во своето својство на сезнајност, на омнипотентност, како што го нарекуваат филозофите, знаел дека Христос е неразделив и дека е целина дека во себе ја воплотил целината на човечката природа. И во таа смисла овој концепт не е левитски, туку се однесува на тоа дека и првите христијани што биле во црквата немале левитско потекло. Меѓутоа потеклото на првите христијани што живееле по воскресението Христово богослужеле. Иако знаеме дека богослужеле, веднаш ни се наметнува тоа дека морало да постои некаков храм. Секој богослужење асоцира на храм. Христовото служење, служењето на новозаветниот народ не е служење во храм, туку служење во неракотворно издигнување на телото Христово преку крштението, бидејќи преку дарот на крштението се менува природата на човекот. Бидејќи со крштението не се разрешува само гревот, не се уништува ѓаволот, туку се дава залог за служење и за подвиг. И од тој аспект крштението е раскинливо. Меѓутоа секој оној што има континуитет во служењето на Господ во црквата, останува тоа дека крштението го надградува и во обожение на личноста. Ако сега направиме дистинкција, она што уште Тертулијан е направил, дека кој направил distinctus inter ordinem and plebem, значи направил дистинкција меѓу посветеноста во службата и народот. Меѓутоа таа не се пројавува никаде. И понатаму во дефиницијата на народот Божи е тој дека има царско свештенство. Иако службите се познати во црквата како служба на потестас магистери, значи служба за учење, потестас юрисдикционис, служба за управување со црквата и потестас министери, служба за богослужение. Реков дека школското богословие го љубоморно си ги зачувал овие три служења, овие три степени. И дека на народот во теоријата му е одземено богослужението, но сепак во дефиницијата останува тој да биде царско свештенство. Бидејќи не може да се пасивизира или да се минимализира делото на народот
богочовечкото дело, во евхаристиското дело и не е пасивен наблюдувач на Евхаристијата, не е диалошки неактивен, туку активен е во согласноста за исповедувањето на Бог Троица. Може би ви изгледа дека овој мој говор денес не е во корелација со ова што пред вас го гледате, но сепак кога ќе го сублимираме сето ова што го кажавме, ќе видиме дека се однесува за нешто сосем друго. Дека се однесува на тоа. Ова што го кажав има улога на сузбивачки фактор, бидејќи ако овие три степени што ги набројав во служењето на Црквата Христова, народот Божи, царското свештенство што е наречено, сите вие кои сте во црквата, а не сте посветени преку хиротонија со иерархиски степен, но не значи дека народот не служи во другите степени, поучува и управува со црквата. Во смисла дека не може во бесконечност да биде поучуван еден човек, бидејќи поучувањето значи дека и наука, изучување, научување, поучување. Но штом еден човек ја апсолвира под духовно раководство на опитен духовник, ја апсолвира во себе, во своето срце, преку процесот на очистување од страстите, преобразување, преосветлување на умот и обожение на умот, не би можело, а да не стигне до онаа совршеност на Христос. Бидејќи сме создадени по образ, потенцијата станува реалност и човекот станува сличен, станува дел од мноштвото Божени личности, од мноштвото Христоси во црквата. И во таа смисла, кога начинот, методологијата на сузбивање на нешто што се противи на вистината, окултизмот, магијата, баењето, гледањето, може да се сузбие токму така, кога народот ја заземе својата улога дадена од устата на Творецот, дека е царско свештенство, дека може и он да поучува, дека народот може да поучува. Иако во школското богословие, тоа се дава преку овластување како единствена полнота за учење, за доделување, за полнота на животот на црквата ја има епископот, иако дури и на иерархијата, на свештенството, единствено преку овластување му се дава да проповеда, сепак секој од нас може да добие таков благослов, бидејќи поучувањето значи и метаноија, преумување. А кога човек се преумени, стане христолик, тогаш и самиот може да се најде во улога да поучува. Пак велам, бидејќи се што е сведено на тоа дека оној што го има дарот во црквата да повластува, да доделува епископот, и бидејќи свештенството исповеда во име на епископот, ги знае душите на секој член во својата црква, односно епархијата. Од таа смисла, секој би можел да биде делегиран и да поучува. Меѓутоа, да стане човек оној што поучува, треба да
од оној што се поучувал го надмене, како во подвизите, како во аскезата, така и во сведоштвото. Бидејќи велиме дека исто така секој од нас што поверувал, што бил допрен од спасоносното дело Христово, мора и да ја штити од лажни учења црквата. И тоа е единствено кое што може да се каже дека, почитувајќи ја слободната волја на сите, диалошки, диалектички да настапиме во однос на оние другите, што можеме да ги наречеме профанус, оние што вршат бласфемија, богохулие. Нив да ги поучуваме, но како да ги поучуваме? Не насилно, бидејќи насилност не видовме во говорот на гората на Христос, во познатите блаженства, туку кротост и смиреност. И преку нашиот личен пример да ги поучуваме другите дека со одењето кај окултисти, кај бајачи, кај гатачи, кај гледачи, излегуваат од вистината, излегуваат се оддалечуваат, се богоотуѓуваат. Својата природа ја прават противприродна, богоборна. И во таа смисла го кажувам ова и го поврзувам со идејата за реализација на оваа филмска проекција, во смисла дека црквата, бидејќи е целина, бидејќи функцијата нејзина во основачот, во Христос, не се разделува, не се поделува, така и да настапуваме. Сите што сме обдарени со силата на Светиот Дух, да бидеме поучувани, духовно раковедени од свештенството, во еден момент, во моментот на метаноија, во моментот на преумување, да станеме и ние одбранбен механизам на црквата. Бидејќи црквата сама од себе, историски обстојува без да е допрена, без да се измени нејзиното учење. И ова што го кажувам не се однесува само за оваа проста маса која што преку едноставни рационализации, така наречени бласфемични понуди за да го фатат во сплетка наивниот, оној што мисли дека ќе му се помогне. Треба да ги преку тој механизам да ги одвраќаме другите. А таа улога не може да ни одземе никој, бидејќи не велиме дека во евхаристиските собранија народот ќе поучува. Туку непосредно таму каде што и оној индивидуалецот е подложен на секакви можни измами. Во денешно време кое е карактеристично со многу вакви окултистички идеи, народот, ако се поучува, може да ги одбие, дури може да ги сузбие. Иако масовно се поддржани од многу луѓе, верувам во силата на Светиот Дух, во отворените срца за пристап на Светиот Дух, кои што би можеле да се спротистават и на идеите како што се создаваат еве и кај нас, на тлото на оваа земја која што од памти веќе православна. И во таа смисла, уште би завршил тука дека
дека не би можеле ние да, ако сме членови на црквата, да не се спротиставиме на вакво нешто. Бидејќи експанзивни се мрежите што ги создава современото време, за по каков и било начин, со каква и да било понуда, што се однесува на хедонизмот, на удобството, на сетилното оживање, да биде секој христијанин подложен на влегување во овие лажни учења. Освен што улогата на царското свештенство, на секој крстен, секој што е примил светата тајна крштение, да ја штити од лажни учења, исто така улогата на царското свештенство, на избраниот народ, на народот Божие, да ја расширува идејата, да ја расширува богочовечката наука, науката на Христос. И тоа така, кога нашиот сограѓанин, нашиот брат, кога ќе видиме дека навлегува излегува од вистината, навлегува во идеи што се спротивни на црквата и на постоењето на човекот, на целта на човекот, кое што е обожение, да го сопреме со она што сме биле поучувани, со она што сме го живееле и со она што сме сведочеле. Бидејќи црквата ни го дала тој залог и самите сме се ветиле на тој залог, дека нашето постоење нема да изостане од нас тоа дело. Ви благодарам на трпеливоста да ме изслушате и мислам дека овој разговор ќе биде еден вид поука за верниот народ на оваа епархија, бидејќи концентрацијата на ова што сега ќе го погледнеме во филмот, примената на ова што го гледаме во филмот, зема голем замав. Затоа моето барање до вас е да се исправи вашиот дух и да застане на начинот, како што кажав, поучувајќи се и учејќи ги другите. Учејќи се преку духовното раководство на сообразување со архетипот, со Христос, ние да станеме охристовени и на тој начин и со таа цел да ги охристовуваме другите. Благодарам.